Благодарам, почитувам председателе. Мојот колега Богоев, во информацијата која што ја доставувате до нас, односно до сите граѓани, јас морам да ја покажам. Страна И. Внатре, сега немам време да читам, е политички памфлет, почитуван колега Сугаревски, бидејќи ме прозивате. Но во вашето искажување, почитуван колега Стефан, кажавте, може би беше и лапсус лингва, рековте пулт. Зато треба екстерно тестирање. Пул, на англиски, јавен базен на прашања, кога веќе зборуваме за екстерното проверување на објективноста на оценувањето на учениците. И сега вашата информација, почитуван колега, е насловена како информација за општите состојби, а вие зборувате исклучиво само за екстерното тестирање. И сега ја враќаме дебатата неколку месеци наназад, кога дебатиравме за тоа, за новиот концепт на екстерното тестирање. И ние, како и вие, го очекуваме новиот концепт. И тогаш да имаме плодна дебата, вака, вие сте за укинување на екстерното тестирање, односно на екстерното проверување. Ние не сме. Имаме милион причини за тоа. И бидејќи постојано, почитуван колега, вадите вака, милувате да вадите фотографии од студентските домови, многу сте млад, не знаете што вашата партија направила и за студентските домови, и за средните, и за основните училишта. Драг колега, ништо не направила. Затоа состојбата е ваква каква што е и доведена до ова дередже. Значи, еве ги, колега, во стив наумов, новите тоалети, гардеробери, ходници, ова го прави, ова го прави владата на ВМРО ДПМН. Вие, почитуван колега, односно вашата партија, не вие сте многу млад, кога сте биле на власт, не сте направиле апсолутно ништо. Една шајка не имате ставено. Да имавте ставено барем една шајка, ќе имавме на што да надградуваме. Еве, по цели 40 години, за прв пат, минатата година, се изградени нови капацитети во рамки на студентскиот дом. 8 нови современи павилјони во вредност од околу 103 милиона денари. И се знае, а во теке и реализацијата на етапната целосна реконструкција на студентскиот дом Гоце Делчев, почитуван колега.